Ти одлучуваш. Еднакво учество на лицата со попреченост во изборниот и политичкиот процес во Македонија. Според Светската здравствена организација, 15% од населението во Македонија е со попреченост. Здруженијето Инклузива е здружение на граѓани, кое ги застапува правата на лицата со попреченост, без оглед на видот на попреченоста, полот, националноста, значи сите оние ранливи групи покрај лицата со попреченост и нивните семејства, значи родителите, браќата, сестрите, бидејќи и тие се една од маргинализираните групи во општеството. Во Република Македонија е усвоена и ратификувана Конвенцијата на Обединети нации, која е устав на лицата со попреченост, каде што се нивните права загарантирани. А секоја држава што ја има потпишано Конвенцијата, има обврска да ги прилагодува законите според одредбите на Конвенцијата и да ги почитува правата на лицата со попреченост. Јас како председател на Здруженијето имам 32 годишен син со попреченост, со комбинирани пречки, каде што заедно со него целото семејство се соочуваме со пречките во околината. Не пречка кај лицето со попреченост или во неговото семејство. Не се прилагодени услови за еднакво вклучување во нашата држава. Од тука треба да се почне, почнувајќи од физичката пристапност, пристапот до информации и комуникација, но и да не се гледа различноста. Различноста на секој човек е богатство, а не да се трга настрана. Од осамостојувањето до денес во парламентот нема ни едно лице со попреченост кое е пратеник. Сметаме дека кога ќе се вклучат во политичкиот живот, ќе излезат да гласат, ќе се види нивната бројка, појако ќе делуваат на системски решенија кои се потребни за нивните права. 63% од гласачките места во североисточниот регион не се пристапни за лица со попреченост. Мал дел од лицата со попреченост знаат како да го остварат своето право на глас. Започнавме со спроведување на проектот Учество на лицата со попреченост во политичкиот изборниот процес. Активностите кои се спроведуваат во овој проект се наменети за лицата со попреченост, но и за општата популација, значи подигање на јавната свест и создавање на услови. Започнавме со работилници за лица со попреченост. Пред да ги започнеме тие работилници, подготвивме материјали, односно прирачници, кои се разбирливи за сите видови на попреченост. Прирачниците се снимени во аудиоверзија за лицата со оштетен вид, за оштетен слух се со толкувач на знаковен јазик, за лицата со интелектуална попреченост се на лесно разбирлив начин, така да на работилниците ги информираме како да го остварат своето право на глас. На лицата со попреченост со одземена деловна способност им е одземено правото на глас. Тоа е дискриминација по основ на попреченост. На лицата со попреченост кои гласаат со придружник им е нарушена тајноста при гласањето.
се уште кај нас не постои оној систем на тајно гласање. Затоа го спомнав најсвеж пример, сега предстоја избори кои што поминаа, меѓутоа кај нас се уште тоа како што веќе се решава и решено е некаде тоа тајно гласање на лицата со инвалидност. Јас имам овдека нешто што би можел да ви презентирам како би изгледало сето тоа, да можеме и ние лицата со оштетен вид, со 100% оштетен вид, да имаме право на тајно гласање. До сега цело време ние сме гласале со асистенција, меѓутоа нели сепак постои тука простор за манипулација. Да. Колку и како викаат нели на своите очи не и верувано, не па на другиот, така и ова. Имаме и фокус групи, каде што со прашања, поставени прашања до лицата со попреченост, дојдовме до сознанија дека тие воопшто не се вклучени во политичкиот живот. Од различни причини. Како е различна попреченоста, така и причините се различни. Пред изборите и во текот на изборите направивме истражување, односно теренско истражување за физичката пристапност, но и на начинот на комуникација и пристапот на информации до лицата со попреченост. Бројките се катастрофални, предпоставувавме, но сепак не во таа мера. Истражувањето е правено во североисточен регион на Република Македонија, од тука почнавме, но ќе продолжиме. 63% од гласачките места не се пристапни за да може лице во количка или лице со потешка телесна попреченост да излезе и да гласа како сите граѓани. Утврдивме, обично гласањето се спроведува во училишта, местни заедници. Во 3 училишта има лифт, но не е ставен во функција. Гласачките места ги има и на приземен дел, но и на кат. Значи има поставена гласачка кутија за лице во количка, но како лицето ќе се качи по скали, никој не размислува. Тоа се пречките за физичката пристапност. Па прво што е нели секаде, значи не многу од институциите кај што се гласаше беа нецелосно пристапни за лицата со кои што имаат физички хендикеп. Значи втора работа што одма се приметува, се забележува, тоа беа гласачките кутии. Прво беше едната моја забелешка е во насока на тоа дека на одредени избирачки места, пример, каде што ја гласа во Карпош 4 гласа кутијата на која што требаше да се гласа, да се постави гласачкото ливче беше премногу висока. Значи ја мислам дека за човек со инвалидска количка исто беше непристапна, иако видов на некои телевизии дека имаше посебни гласачки кутии што имаше ознака инвалидска количка каде што значи можеше да гласа такво лице. Втора работа, тие кутии се направени од картон и се нестабилни. Значи јас како лице со физички хендикеп сакав да се допрам за да можам нели да го заокружам соодветниот број. Не можеш да се допреш на таква кутија заради тоа што со секутијата ќе паднеш и ти, значи ќе урнеш кутијата и ќе паднеш и ти. Во фокус групите со лицата со оштетен слух дознавме дека тие воопшто не ги разбираат информациите кои им се нудат. Затоа што политичките партии кои ги презентираат програмите воопшто не водат сметка да бидат разбирливи за лицата со попреченост. Односно, сите митинзи се без толкувач на знаковен јазик, но има примери каде лицето не го знае знаковниот јазик, но има техника каде што во соработка со невладиниот сектор многу полесно би ги пренесувале информациите.
отварање на уста, како што треба. Многу лица читаат од уста, но треба човекот да е свртен кон нив и да зборува полека и да зборува едноставно, за да може да го разбере секој човек. Тоа не се однесува само за лицата со попреченост. Значи, употребуваат некои термини што се неразбирливи за општата популација. Може и треба да има толкувач на знаковен јазик кој би го придружувал гласачот со оштетен слух. Заедно во придружба ќе може да стапи во комуникација доколку тоа е потребно. Исто така и за време на предизборната кампања немаше превод на знаковен јазик. Националниот сојуз на глуви и наглуви лица, доколку е информиран за активностите и настапите на политичките лидери или партии, би можел да даде свое учество и совети во врска со тоа. Во врска со предизборната кампања, секако дека улогата на толкувачот на знаковен јазик е неминовна. Програмата и ветувањата што ги нудат кандидатите, за што ќе се заложуваат, што ќе поправат, каде и како ќе помогнат и слично, доколку ни бидат достапни и презентирани и нам, глувите луѓе, ќе ни биде јасно и полесно ќе се чувствуваме при гласањето. А вака, тие си зборуваат, а ние што не слушаме, што да правиме? На лицата со попреченост со одземена деловна способност им е одземено правото на глас. Тоа е дискриминација по основ на попреченост. Треба да се внимава како, односно да се има во предвид како треба лицето да стигне до самото избирачко место. Во овој дел препораките се дека на лицата со попреченост треба да им се обезбеди паркинг кој што е најблиску до самото избирачко место, до самиот влез на избирачкото место. Да се има означен паркинг кој што ќе биде наменет само за лица со попреченост, да може да дојде лице со количка, да излезен или од возилото и да може да влезе до самото избирачко место. Во однос на влезот во самото избирачко место треба да се има во предвид ширината на вратите од избирачкото место се доволно широки за да може да помине лице со количка. Во голем дел препораките се да биде отворена вратата на избирачкото место, од принцип да нема потешкоти лице во количка да отвара вратата, бидејќи многу мал дел од избирачките места имаат електронски врати на отварање. Исто така го разгледувавме аспектот на внатрешната организација на избирачкото место, просторот. Првенствено, она што го зборевме, пристапноста до самото избирачко место, внатре да е оневозможено со скали. Значи, место кое што е предвидено за лица со попреченост да гласаат, да биде на првиот кат, доколку нема техничка можност од лифт во самата просторија. Доколку има лифт, тој да биде ставен во употреба на денот на гласањето. Да е функционален, за да може лице со количка да пристапи до погорните катови, доколку избирачките места се организирани во горните катови од местото. Исто така треба да се внимава на пропратни објекти, жардинери, ламби, значи се тоа да биде отстрането од патот на лице со количка или слепо лице, за да не го попречува патот до самото избирачко место, до самото гласачко место. Тоа се некои ситни работи, односно ситни недостатоци кои што може да се отстранат без никакви финансиски средства. Лицата со оштетен вид гласаат со придружник и има забелешка дека тие воопшто не гласаат и дека тајноста на нивното гласање е нарушена, затоа што тие не заокружуваат,
на ливчето, нити можат да знаат нивниот придружник за кого гласа. Тоа не е гласање на една личност индивидуално да гласа, туку гласа некој друг и се сомневаат во гласањето на придружникот. Значи, тука треба да се поведе сметка. Веќе во Хрватска, во Словенија и така натаму и во неколку земји се практикува на овој начин. Тоа е овој лист, значи овдека е со Браево писмо напишано. Тоа би биле со Браево напишани оние кандидатите. Сега од оваа страна, значи од едната страница е овој лист превиткан и од горниот дел, каде што во овој дел би стоело гласачкото ливче. И ова се прави нели во големина колку што и е гласачкото ливче. Сега ние вака го имаме као примерок, меѓутоа нели тоа би се изработило кога веќе би се користело за гласање. Онака колку што е, како што кажав, гласачкото ливче, толкав би бил и овој лист. Сега, значи тоа гласачко ливче кога ќе се стави овдека во овој дел, овдека сега лицето си чита, значи кој кандидат и така натаму, и онаму каде што сака, овие, значи, дупчиња што се овие кругчиња, се местата каде што, нели, за кој што би сакал да заокружи. Сега, нели, како што е гласачкото ливче овдека, исто како што е напишано на него, овдека е тоа, и он си заокружува тука, еве да кажеме, Гоце Радевски, и тоа е тоа. Многу едноставно. Сега, исто така, во поразвиените земји постои друг начин на гласање на слепите. Тоа е значи гласање од дома по електронски пат. Лицата со попреченост ги бараат овие промени. Програмите на политичките партии да се достапни во аудио верзија за лица со оштетен вид и адаптирани на разбирлив начин за лица со интелектуална попреченост. Медиумите во своите дебатни емисии да вклучуваат толкувач на знаковен јазик. Патека за слепите лица до гласачкото место, гласачката кабина и гласачката кутија. Гласачко ливче на Браево писмо за лица со оштетен вид. Можност за потпишување со личен печат, факсимил. Она исто така што го препорачуваме е да се зачува тајноста или на гласањето за слепите лица, да се овозможи гласање со употреба на гласачко ливче на Браево писмо, доколку тоа не е нели доколку тоа финансиски оптоварување за организаторите на изборите, она што го увидовме дека со сликовит приказ е олеснето за лицата со интелектуална попреченост, може да се овозможи со релјефен приказ на логоата на политичките партии да биде овозможено за слепите лица. Со тоа слепите лица ќе имаат увид за која согласно релјефното означување на логоата за која политичка партија сака да го дадат својот глас. Каде? Овдека ќе постачи. Аха.
А утврдено е дека голем број на лица не можат да знаат дали се наоѓаат на гласачкиот список, бидејќи проверката се врши на сајтот на Државна изборна комисија. Тука лицето треба да знае да работи на компјутер. Сите знаеме дека лицата со попреченост се со ниско образование, не од нивна вина, туку такви се условите во нашата држава. Исто така имаме забелешка баш во Крива Паланка, каде што има згрижувачки семејства кои згрижуваат лица со попреченост. Едно од лицата 17 години живее во Крива Паланка, а со потекло од Куманово. Не може да гласа во местото на живење, туку мора да гласа во местото на раѓање. Потребни им се дополнителни финансиски издатоци за превоз, но и придружникот со него мора да појде и се откажуваат од гласање. Тоа се дел од причините зашто не ги гледаме овие лица на гласачките места. Значи не се тие да не сакаат да гласат, туку не се создадени услови во ова општество, а има обврска да ги создаде. Значи тоа е во оној дел каде што ние забележуваме, но ќе излеземе и со извештај, со препораки за идни подобрувања. На локалните избори ќе ја следиме состојбата и пак ќе дадеме препораки. Што се однесува до медиумското известување, од каде што лицата највеќе добиваат информации, забележуваме дека само 2 медиумски куќи, односно телевизии, има толкувач на знаковен јазик на дебатите, политичките дебати. Тоа е јавниот сервис и една приватна телевизија. Секако треба да сме свесни дека секоја телевизија треба да има толкувач на знаковен јазик, особено кога се презентираат политичките програми. Што е направено за подобрување на состојбата. Видеата на ДИК се со толкувач на знаковен јазик. Само една приватна национална телевизија и јавниот сервис во политичките емисии имаа толкувач на знаковен јазик. Посебна гласачка кабина на секое гласачко место, наменета за лица со попреченост во висина на лице во количка. Дали е ова доволно? Искуството од другите земји кои што го анализиравме е дека постојат посебни правилници кои што ги развиваат организаторите на изборите. Во нашиот случај тоа би било Државната изборна комисија која што треба да има составен правилник според кој треба да се организираат изборите да се достапни за лицата со попреченост. Значи да се овозможат соодветни услови, но и едукација на оние изборни комисии кои што треба да ги регулираат изборите во сите гласачки места. Ние како здружение побаравме да има квотно вклучување на лицата со попреченост во политиката. Затоа што сме секојдневно сведоци, едни бараат квота по националност, другите по пол. Зошто да нема квота на лица со попреченост? Сепак бројката од 15% не е мала. Значи сите бараат, а највеќе треба да добие оваа категорија. Сега за сега е на дното, но нема да застанеме тука, ќе се бориме колку што можеме посилно, за еден ден да кажеме ете, во проценти да се изразиме колку постигнавме.